нашата смиреност, Петар по милоста Божја, митрополит Преспанско-Пелагонички и администратор австралијски и новозеландски на сето свештенство преподобно монаштво и верните чеда во Преспанско-Пелагоничката и австралијско-новозеландската епархија им испраќаме мир и благослов, поздравувајќи ги со најторжествениот и најрадосниот поздрав Христос воскресе! Јас сум воскресение и живот, кој верува во мене и да умре ќе живее. Христос воскресе, возлюбени браќа и сестри. Христос воскресна од мртвите и ние да воскреснеме со Него. Христос е во својата слава и ние да влеземе во неа. Христос воскресна од гробот, а ние да се ослободиме од робството на гревот. Се отвораат вратите на адот и смртта се истребува. Стариот Адам е заменен со нов, кој е Христос, и во него ние сме обновени, односно станавме нова твар. Христос воскресе и сета смртност од земјата ја однесе, се гнило, се најде во бегство, сите гревови, сите демони. Навистина, Христос воскресе и се исполни со радост и небесата и земјата. Ете, во 4 зборови искажана е целата тајна и за овој и за оној свет, и за секој човек, за секое битие. Во 4 зборови содржана е смислата на нашиот живот. Во 4 зборови искажана е суштината на човечкото постоење. Возлюбени празниколюбци во Христовата победа. Великден, најсветиот празник на Христовата вера, е таинството кое ја преобразува историјата на човештвото. Великден не е само сеќавање на некој историско случување од минатото, туку е живо присуство на Божјата сила, која секогаш е со нас, која не води, која не облагородува и која не ослободува. Во таа смисла, ние не сме само сведоци на Христовото воскресение, туку сме и негови учесници. Великден е и ден на радоста, и ден на љубовта, која го обкружува секој човек. Таа љубов не познава граници, не познава време, не познава националности, не познава никакви разлики. Таа е чиста и несебична, безусловна и спасоносна. Христос воскресна и ја понесе единствената вистинска победа во овој земен свет, победата над смртта, зашто никој не е посилен од смртта, никој од луѓето, никој од ангелите, никој од демоните, туку само Он, воскреснатиот Господ Исус Христос. Затоа Христовата победа е единствена победа на која може да и се радуваат сите човечки битија од првосоздадениот до последниот. И најблагородната човечка победа е слична на сонце, но такво сонце кое со едната половина пушта светли, а со другата половина темни зраци. Само Христовата победа е како сонце кое пушта светли зраци на сите оние кои стојат под него. Само Христовата победа ги исполнува сите човечки срца со неподелена радост. Само таа е без злоба, само таа е полна со љубов. Возлюбени сведоци на Христовото воскресение, да не беше воскреснатиот Христос, да не беше
неговото воскресение, ни нас немаше да не има, христијани немаше да има во светот, а ние сме христијани затоа што веруваме во Христовото воскресение, во својата безсмртност и во живот вечен. Човекот повеќе не е роб на гревот, веќе не е роб на ѓаволот, не е роб на смртта. Човекот преку Христовото воскресение ослободен е од гревот и од ѓаволот и од смртта. Таа е единствената слобода за човечкиот род, вистинска слобода. Човекот всушност вистински се родил за вечен живот на денот на воскресението Христово. Инаку, заради што човекот би се раѓал во овој свет? За да умре, да помине низ овој земен пекол во маки и страдања и да се спушти во гроб. Не, Бог човекот не го создал за тоа. Со своето воскресение Христос покажа дека човекот е создаден за безсмртност и вечен живот. И ние христијаните сме сведоци за тоа. До Христа, Господа, и неговото славно воскресение, оваа земја беше мрачна ноќ на смртта, беше страшна и грозна зима, зима на гревот и смртта. Во неја се смрзнуваше секоја душа и трепереше во страшни трески и непрестајно умираше, а не може да умре, затоа што е создадена безсмртна. Ова страшна и грозна зима дојде тогаш кога првиот човек, Адам, сгреши, ја погази заповедта за послушноста кон својот Создател и Бог. Штом Адам сгреши против се спасоносната послушност кон Бога, во него влегува студот, срамот и стравот, тогаш тој се почувствува безкрајно оддалечен од Бога и почна да предчувствува дека доаѓа зимата на рајската градина, почна да ја предчувствува смртта над него. Грешниот пат по кој тргнал Адам им станал насока и на неговите поколенија на човечкиот род. Страшниот пат по кој одеше човештвото беше патот на гревот и тој застрашувачки пат непогрешливо водел само до еден град, градот на зимата, градот на мртвите и смртта. И ете, Христо сонцето засветли од гробот и на душите им донесе пролет. Христо сонцето засветли од гробот и ја протера темната зима на нашите гревови, ја извака зимата на ѓаволот, ја отстрани страшната и грозна зима на смртта. Со Христовото воскресение стигна расцутената гранка на пролета на нашите души. Христос со својата сила го уништи адот, тој град на заробените души, со својата сила го прослави телото свое и се издигна од гробот со својата сила која е неразделна од силата на Отецот и Светиот Дух. Христовото воскресение навистина е вистински настан и во исто време пророштво и слика за нашето воскресение, зашто ќе затруби труба и мртвите ќе воскреснат нераспадливи. Најмили наши чеда во Христа, воскреснатиот и воскресителот. Разликата помеѓу смртта пред Христовото воскресение и по неговото воскресение е како разлика помеѓу огромен и страшен пожар и пламен на една свеќа. Во овој
се радосен ден, кога ни е даден живот вечен, не можеме да не чувствуваме и за тага и болка заради тоа што ни се случи, заради тагата што ја надви Македонија, заради болката од ужасната трагедија во пожарот што го снајде нашето Кочани. Жив човек, кога погребува мртовец, тој закопува дел од себе со мртовецот и се враќа дома носејќи во својата душа дел од погребаниот мртовец. Ова е јасно кога роднина погребува роднина и пријател свој пријател, а особено јасно е до ужас јасно кога мајка погребува своје дете. Мајката до згрбување ги посетува гробиштата на своите деца, додека децата непрестајно живеат во душата на мајката, а во душата на мајката живее само во еден тесен агол. Остатокот од палатата на нејзината душа го завземаат децата. Таков е и Христос, браќа и сестри, мои Кочанчани, и останати вие кои загубивте своји деца. Он беше целиот затворен во гробот за да можат луѓето, неговите деца, вашите деца, да се радуваат во бескрајната рајска палата. Ранетата и неутешна мајка ги посетува гробовите на своите деца за да ги воскресне во својата душа, да ги измие со своите солзи, да ги помилува во своите мисли. Љубовта на мајката ги спасува мртвите деца од исчезнување и заборав во овој свет. Накажаниот тепан, плукан, шамаран и исмејуван Христос, распнат на крст и ставен во гроб, воскресна и со својата сила и љубов го воскресна целиот човечки род и за секогаш го спаси од исчезнување и заборав. Не прилега да се нарекуваат мртви, туку преминати, оние за кои Христос пострада и умре, тие се живи во живиот Господ. Како што мајката умира, не умирајќи кога ги посетува гробовите на своите деца, така и Христос умре, не умирајќи, преминувајќи, воскреснувајќи, за да ги посети своите умрени деца. Грижата за мртвите единствено е Божја грижа, се останато е Божја радост. Радост постојано се грижи само за да ги воскресне Господ луѓето. Затоа и непрестајно ги посетува човечките гробови со своите ангели и сите ние тоа јасно ќе го знаеме тогаш кога Господ последен пат ќе ги посети земните гробови, кога ќе затрубат трубите од четирите страни. Лекарот на телата и душите, Христос воскреснатиот, со својата милост и љубов, да ги посети и настраданите во пожарот и да им ги исцели раните, како телесните, така и духовните, та и тие, заедно со нас, да воскреснат. Христос воскресна од мртвите, со смртта смртта ја победи и на оние во гробовите живот им дарува. Мили браќа и сестри, синови и ќерки на воскресението. На овој голем ден, на Велик ден, се потврдува дека страдањата и искушенијата во овој живот, иако неизбежно се привремени,
додека славата и радоста во Царството Божјо се вечни. Овој светол празник не само што ја потврдува победата Христова на смртта, туку и поттикнува секој човек да ја доживее таа победа во своето лично постојање. На Великден нека се обнови не само природата околу нас, туку и срцата наши. Нека се отворат срцата наши за благодата што Христос Воскреснатиот ја дарува на секој што верува во Него. Христос воскресна и ние со Него воскреснуваме. Оваа вистина и радост да биде безмерна, нека го осветлува секој наш ден и да ја носиме со себе, во сите денови од нашиот живот и во вечниот живот во Царството Небесно. Амин. Христос воскресна, навистина воскресна. Ваш постојанен молитвеник пред Христа Воскреснатиот, нашата смиреност Петар, митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор австралиски новозеландски. На Великден 2025 година.